Споменавте дека се детектирани дискреционите овластувања. Сега споменавте еден пример од Италија во кој што седеле. Меѓутоа еве кај нас во управниот суд исчезнале 5000 предмети и тоа сите од царината, не стигнале по жалба ни до Виш управен суд. Стигна овде извештајот на јавното обвинителство, ниту се води постапка, ниту ништо, завршуваат со дисциплински престап на службеник. Колкава е вкупната вредност на тие предмети? Имаше еден демант дека не биле 5000, биле 1540, како да е некоја бројка која што можеме да ја занемариме, меѓутоа, еве, ниту јавното обвинителство, ниту никој друг. Меѓутоа, кога споменавте за дискреционите овластување, морав да само накратко да земам и да ви дадам пример. Јас во ред сакам кога генерализираме, меѓутоа сакам да бидеме и конкретни. Еве еден пример, Закон за здравствена заштита, селекција на кандидати кога станува збор за избор на доктори. Во Кочани имаше еден проблем, млади момчиња кои што на ранг листата беа нотирани на 3-то и 4-то место, се бира 6 доктори, директорот се повикува на одлука за избор на членот 161 и самиот на себе си доделува дискрециони права. Иако законодавецот предвидел во членот 160 дека селекцијата се прави со просек од успехот што кандидатот го постигнал на високошколската установа, со квалификационен испит кој што се има стручен дел и кој што се има познавање на еден од светските јазици. Има методологија. И сега замислете, сите оценки кои што ги ставаат професорите на медицински факултет паѓаат во вода. Затоа што директорот, кој што е именувано избрано лице, има дискреционо право тој да одлучува. Па каква слика даваме ние на младите доктори? Па погледнете, јас ќе ви кажам еден параметар, прашајте ги школите за странски јазици, особено оние кои што предаваат германски, прашајте и колку млади лекари, колку млади доктори и медицински сестри се таму на обока. Па ќе останеме без здравствени работници. Зошто? Затоа што некој се дрзнува своеволно да го толкува членот 161. А ако се запрашате од кого учи, па од сите нас, од владата, од собранието, самоволно толкување на секој закон. Ние овде имаме комисија за европски прашања во кој што пратеник не добива право на процедурална забелешка. И јас како член на комисија за европски прашања не можам да бидам чувар на процедурата затоа што така одлучил председателот. Сакам да ви кажам, тоа е зараза, автоимуна. Зараза која што се шири. Еве, ако ги детектираме, покрај предлозите кои што ги дадов, да го промениме и членот 161 и јасно да ставиме до знаење дека директорите треба да бидат менаџери, да ги подобруваат условите во болниците, а не да ги заменуваат професорите од медицински факултет. Ако сакаат, бујрум, нека отидат, нека предаваат. А во исто време и тендери да распишуваат, и да се грижат, и да имаме субстандардни услови, и во последниот буџет гледате дека најголем број на долгови ни се останати во здравството, никакви менаџери да ни глумат дека се подобри професори од професорите на медицински. Тоа е абсурд и тоа треба да влезе во заклучоци и тоа треба да го направиме најбрзо што можеме. Благодарам.